Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие денеска ќе уживате, затоа што денеска решив да направам њоки според традиционален италијански рецепт. Отпржени на путер со жалфија. Идеална комбинација од озгора, малце целер и малце чипс од сланина. Идеално за сите затоа што ова е јадење кое навистина заслужува почит. А салатата со киноа, еднаш која ќе направите, верувајте дека ќе биде дел од вашето фамилиарно мени. Гледајте не. На денешното мени имаме италијански њоки. Можете да ги купите, меѓутоа вистинското задоволство е да ги направиме онака како што некогаш ги правеле италијанците. Пред да стигне компирот во Америка, италијанскиот народ њоките ги правел од гриз, од лебни трошки, од обично брашно, а откако компирот станал актуелен во 18-тиот век, американците го однеле таму во 16-тиот, меѓутоа во 18-тиот век станал навистина актуелен и почнале да прават њоки од компир, во кој се додава многу малце брашно, во зависност од тоа колку е брашнаст компирот и секогаш се употребува стар компир, затоа што тој има повеќе скроп, нели? Брашно се додава по потреба, иначе некој оригинален рецепт што го кажуваат е на 1 килограм сварен компир се додава околу 250 грама брашно, обично пченично и едно јајце и секако се додава сол. Што треба да направите? Компирот прво треба полека добро да го сварите. Откако ќе го сварите, извадете го, ставете го во садот и оставете го да се засуши. Тогаш испасирајте го и во него додајте едно јајце, а брашно ќе додаваме постепено. Њоките најчесто биле храна за сиромашни и секој четврток пред постот во петок јаделе њоки, направени многу едноставно. Откако ќе ги направеле њоките, од која ќе ги свареле во длабока вода, ги запржувале на путер со жалфија. Масно, убаво и вкусно јадење. Компирот е многу хранлив и многу го почитувале тоа јадење и станало традиција секој четврток да се јадат такви убави вкусни њоки со вкусна путер и жалфија. Денеска њоките се прават на многу поразлични начини, се додаваат и доматен сос се додава, со тартуфи, со сланина, со многу разни видови на продукти и морам да ви кажам дека како и да ги направите, ќе бидат многу вкусни. Има да се купат, како што кажав, меѓутоа вистинското задоволство е кога сами ќе ги направите. Ајде, јас ги испасирав компирите. Сега во нив ќе додадам едно јајце и ќе додадам сол. Компирот си сака сол и обично на 1 килограм компир се ставаат 20 на грама сол, за да биде избалансирано. Не мешајте многу јако, него едноставно и лесно. Затоа што ако мешаме многу, њоките ќе бидат гумени. Сега ќе додадам малце брашно и постепено. Откако ќе ги направам њоките, ќе направам една многу здрава салата и посна со киноа. Семе кое постои повеќе од 5000 години. Меѓутоа ќе ви кажам повеќе за киноата која ќе правам салатата, а додека ги правам њоките, јас половина литар вода ќе ставам во тенџерче. Огнот си е таман. Киноата морате добро да ја измиете. Откако добро ќе ја измиете, ставете ја 250 грама на пола литар вода. 2:1 е секогаш размерот. За да биде добро термичка обработена, 12 до 15 минути е максимум. А се што треба да направите после тоа е да го поклопите садот во кој што термички ќе обработувате киноата, да набаври, а потоа, откако ќе подолади малце, ќе биде спремна. Во незе можете да додадете многу разни типови на продукти со цел да внесете се што ви е потребно и комплетно може да замени оброк. Тестото уште малце ќе ми биде готово, а од кога ќе биде готово ќе видите како ќе го расукам
ќе го исечам и ќе ставам во солена вода, убаво да се сварат. Њоките на почетокот ќе пропаднат во водата. Како ќе почнат да се обработуваат термички, ќе почнат да се креваат нагоре. Кога ќе се кренат најгоре, тогаш се готови, извадете ги и ставете ги во друг сат. Сега многу едноставно, откако добро ќе го измесете тестото, ставете го на работната површина и нежно. Така и можете да направите и шара на њоките. Ја земав жица од сад за пржење и поминете ги вака нежно. А ако не сакате, во Италија имаат посебни даски, различни шари и ги поминуваат на нив, или пак можете со вилушка само да додадете мала шара. Се е прифатливо кога станува збор за њоки. Важно е тестото да испадне баш како ова моево денеска. Ајде сега ќе продолжам и понатаму. Земете од тестото, не го стегајте многу, формете го полека во рацете и многу нежно раширете го како тесто кога правиме гевречиња. Гледајте сите њоки да се иста дебелина и иста големина. Имаме одлична температура тука. Ќе додадеме сол и њоките ќе ги додадеме во водата што врие, полека, не препунувајте. Штом ќе излезат на површината, њоките се готови. Додека овие си се обработуваат термички, јас ќе направам уште една тура. И никогаш на многу јак оган, него малку повеќе од среден. Штом водата зоврие, ставете ги њоките и ставете да тлее, а не брзо да клокоти. Одлично, њоките излегува на површината. Јас сега веднаш ќе ги извадам. Одлични. Сега ќе ги ставам во друг сат, а во водата ќе ги додадам другите њоки да се сварат. Ете така. Ајде сега. Имате и готови да купите, меѓутоа вистинското задоволство, верувајте, е кога ќе ги направите вие дома. А видовте колку едноставно се прават. Сосема ќе биде доволно. Сега ќе продолжам да правам и салатата од киноа, затоа што и она почна да се крчка полека, да се обработува. За некоја минутка ќе го исклучам од оган и ќе го покријам тенџерчето каде што се готви. Ќе биде готово. Имаме и путер, имаме и свежа жалфија, токму онака како што некогаш ги правеле нели старите римјани или старите италијанци. На страна ќе испржам малце сланина ситно исецкана и во незе ќе додадам целер, стебло од целер, кој исто така ситно ќе го исецкам и ќе го испржам заедно со сланината. Готовите ноки ќе ги ставам во една чинија, ќе ги прелеам со
путерот во кој ќе се пржат, а од озгора ќе додадам од сланината и од целерот. Еве и киноата ми е готова. Одлично. Сега само да ја поклопам. Киноата се свари и ја ставив во поширок сад, добро да се подолади. Во едно мало тавче ќе го ставам на оган и ќе исецкаме сланина, ама ситно. Ова ќе го додадеме врз њоките. Ќе ставам да се испржи, да ја пушти маснотијата. А во незе ќе додадам и целер, како што ви кажав, исто така, тенко исецкан. Целерот можете да го додадете и веднаш. Јас го сакам заедно со сланината кога ќе се обработува. Во него не додавам, ама баш ништо. Сланинчето си се пржи за мерак. Сега оваа даска, бидејќи сечев сланина на незе, ќе ја тргнам, ќе ставам друга даска. Ова јадење, оваа салата е посна. Мора да ги почитуваме правилата. Ќе земам и друго ноже и едно цвекло, ќе го исечам. Видете колку убаво тивко печено, завиткано во пергамент хартија и алуминиумска фолија. На 140 на 2,5 часа ќе го оставите и откако ќе се испече, ќе го оставите комплетно да се олади. А потоа ќе го излупите и ќе биде вакво меко, убаво и вкусно. Што се ни е потребно? Имаме шери домати кои ќе ги сечам на четвртинки. Имаме сланинчето си се пржи, со целерот колку убаво замирица, луѓе. Да што повеќе сега користете свеж зеленчук за тоа што потребен ни е. Мора да се симне некој килограм што ставивме во текот на зимата, многу празници, многу јака храна, многу месо. Кај нас традицијата е таква. Од секогаш македонците во текот на зимата јаделе суомеснати производи и месо. Сосема е доволно ова со доматите. И сега пола главица црвен кромит. Многу тенко исечка на месечинки. Поред ќе ставам јас уште другата половина. Јас си сакам кромитче, а верувам дека и вие ставете и кромит повеќе ако јадете, нели, за тоа што кромитот е навистина многу здрав и дава една посебна димензија на салатите. Мене, например, уште од мал најомилена салата ми е убав македонски сочен домат, кромитче, масло и малце сол, ништо повеќе. Вистински уживам во тој вкус, посебно ако се погоди и кромитот да биде убав и благ. Цвекло, кромит, домати, рукола, спанак, семки, оревчиња. Имаме сега тука состојки како лимон, маслиново масло, семф, малце мед и малце вински оцет ако има потреба. Што ќе направам? Сега ќе направам еден винегрет со кој ќе ја зачинам, нели, денешната салата од киноа. Киноата, верувајте, навистина е многу здрава. Инките ја користеле и ја нарекле семе над сите семиња, значи мајка на сите семиња. До толку е здрава за тоа што има многу здрави растителни влакна кои го помагаат варењето на храната. Гликемискиот состав го намалува, има цинк, има еден куп состојки кои всушност му се потребни на нашиот организам. И посебно кога постиме, треба да користиме вакви производи без разлика што ние не сме научени од мали да ги јадеме тие производи. Верувајте, секогаш со граница и ќе бидат идеални за вас. Овие семиња имаат одличен вкус пред се, даваат една друга енергија и како што ви кажував до сега, навистина се многу здрави. Ајде сега да го направиме винегретот.
Прво ќе го додадеме сенфот. Ќе додадеме лимон. Сега ова ќе го соединиме. По него ќе додадам многу малце сол. И полека ќе додавам масло. Ќе мешам. Треба да се создаде една убава лабава емулзија, не премногу густа како мајонез, затоа што сепак ова е прелив со кој ќе прелееме салатата од киноа. Иначе киноата многу народи сакале и да ја уништат, како на пример шпанците. Кога пробувале да ја уништат, селаните од местата каде што напаѓале шпанците ја пренесувале високо во планините и таму ја одгледувале одново. Затоа и преживеала сите овие 5 години, иначе се спомнува во многу записи и е навистина нешто кое е многу здраво. И ако искомбинираме правилно и ја конзумираме правилно, тогаш сме на прав пат. Сега овде ќе додадам малце мед. И тоа исто ќе го соединам. Шубаво си пуцка сланинчето. Пушта и целерот арома, а и сланината. Вистинско уживање. И да видам сега дали е добра на вкус, дали ќе има потреба да додадам уште малце од винскиот оцет. Супер. Да, уште малце лимон. Треба да биде киселка и ќе додадам и малце од оцетот. Еве го, винегретот е спремен. Сега ќе го ставиме малце на страна да си отстои. А јас сега ќе додадам путер во веќе загреано тавче. Њоките бараат повеќе путер. Ќе го оставиме убаво да се растопи и во него ќе додадеме листови од свежа жалфија. Жалфијата е навистина многу здрава билка или зачин, посебно кога имате проблем со дишните патишта или сте настинати па кашлате. Доволно е да сварите чај од жалфија, попарете свежа жалфија со вриена вода и оставете достои 10 минути. Додајте лимон, малце мед, да измешајте и вистински уживајте во вкусот, а од кога ќе го испиете чајот, ќе осетите дека полесно дишете и дека се е како што треба. Еве го момент на путери на жалфија, токму она што го сакале римјаните и затоа њоките ги јаделе секој четврток, затоа што се масни и многу вкусни. Вистински се радувам и на масната храна и на посната и здрава храна, затоа што едноставно уживам додека ја приготвувам, а и додека ја јадам, нели? Сега полека ќе додавам од њоките. Ќе оставам да добијат убава боја. И не заборавајте, она што ги краси овие њоки е кога ќе ги ставиме во чине и кога ќе ги прелееме со путерот, со вкусна жалфија. Еве ги њоките добија убава боја и сега ставете ги во чинија. Еве вака. Исклучете го огнот. Додајте малце сланинче. Сосема доволно и ќе ставиме неколку ливчиња плюс свежа жалфија. Сосема доволно. И сега ни преостанува да ја направиме и салатата. Што ќе направиме? Прво ќе земам свеж спанак. Ќе го искинам со рака. И ќе го додадам во киноата. Дадеме и свежа рукола. И сега многу внимателно ова ќе го измешам. Сега ќе додадам натре шери домати. Мешајте многу нежно. Не смееме да
ги уништиме овие убави салатки. Ќе додадам кромит. Погледнете оваа боја. Одлично. И сега ќе додадам од винегретот. Едно цвекло ќе додадам, половината всушност ќе ја додадам внатре, ќе ја соединам. А другата половина цвекло ќе ја ставам од озгора. Сега ќе додадам семки од тиква. Навистина многу здрави. Може да додадете и масло од тиква. Ќе даде една посебна убава зелена боја и многу здравие. Ќе додадеме лупени семки од коноп. Кој исто така е многу здрав. Сол не смееме да заборавиме. Оревчиња. Малце бибер. Погледнете, луѓе, каква убавина. Ово, погледнете каква убава салата. Свареното цвекло ќе оставиме на секаде. Нека ни е на здравје. Њоки на традиционален италијански начин, подпржени на путер со жалфија, а од озгора подпечена сланина со целер. Идеална комбинација за секого, верувајте, за тоа што навистина испаднаа многу вкусни. А салатата со киноа, едноставно, свежо, вкусно и здраво. Направете ја и верувам дека ќе стане дел од вашето фамилиарно мени. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу и се надевам дека бескрајно уживавте во оваа денешна емисија. Поздрав до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова и не заборавајте, посетете ја нашата веб продавница и купете се што ви е потребно за да може да сготвите убава и вкусна здрава храна. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме утре.